Период на таков шок, луѓето на момент забораваат на секојдневните проблеми што ги има. Тој шок трае неколку, да речеме 15 на ден. И тие се критични за било која власт. Кога луѓето викаат чекај, има нешто побитно и од паризерот. И они тогаш се мобилизираат, викаат ми е гајле, нека ме избркаат, треба ќе пасам и така излагаат на улица. Тоа се критични моменти за власта, за било која власт, дали ќе успее тоа, колку ќе успее да го исконтролира. Кога ќе помине иницијалниот шок, иницијалната нервоза на луѓето полека почнуваат повторно да им се враќаат секојдневните проблеми. И луѓето еден момент забораваат дека имало таква трагедија заради тоа што сега се занимаваат со сметката, паризерот, пелената и така натаму. И веќе не го слуша телевизорот, не гледа тешки муабети, не чита вести затоа што сега чита сметки. И он може пак ќе излезе. Не слушнал дека има затоа што е преокупиран со неговите дома проблеми. Кај е тука умешноста? Умешноста е овој проблем, освестен човек вика се случи овој проблем и веднаш после тој проблем се случува масовен проблем како што го имам ја, имаат уште 2 милиона луѓе. Ама тоа освестен човек го вика. И вика чекај бе, види овдека ваму трагедија ваква. Ова луѓево леп нема да јадат. Што правиме ние? Дали сме нормални? Ама тоа го кажува човек кој што има. Се ние немаме таква критичка маса, немаме таква критичка мисла. Ние немаме како општество таков тип на размислување. Тој тип на размислување треба одредена храброст. Ние го немаме. Нас ни е полесно да си најдеме причина за да си го оправдаме стравот, отколку да најдеме причина да немаме страв.